Добро вечер. Серијата интервјуа со председателските кандидати ги започнуваме со професорката Билјана Ванковска, која како кандидат на Ливица овој пат обезбеди место на гласачкото ливче под реден број 5. Со слоганот "Го враќаме достоинството на нацијата", Ванковска ја води изборната трка за председател на државата. Нов граѓански устав и раскинување на Преспанскиот договор и договорот со Бугарија се дел од клучните чекори за кои се залага. Овие интервјуа се реализираат без строги правила. Прашањата произлегуваат од изборните програми на кандидатите. Сепак, за да опфатиме што поголем број прашања, времето на одговор за едно прашање е до максимум 3 минути, а евентуално под прашање до 2 минути. Но тоа е само рамка за да бидеме подинамични и да им дадеме што повеќе информации на граѓаните за заложбите и ставовите на председателските кандидати. Господи Ванковска, прво добро вечер. Добре дојдовте во Топ тема. Добро вечер, благодарам на поканата и на ретката можност да проговориме за програмските определби на кандидатите. Така, ќе почнам со едно можеби општо прашање, но зошто треба вие да бидете избрана за председател, а не некој од вашите 6 напротив кандидати? За жал, јавноста се уште е во неизвестност дали ќе не види сите заедно за да го донесе сама тој одговор. Значи, многу дури можеби непристојно или нескромно јас сега сама себе да се фалам, меѓутоа од она што досега го кажав и од она што јавноста го знае за мене, би рекла дека јас сум единствената политичка девица, односно единствениот кандидат кој во моментов не носи никаква политичка функција, меѓутоа никогаш ни во минатото не бил носител на политичка јавна функција, што значи моето досие, мојот бекграунд е чист, академски, проверлив, мерлив, високо котирам во тие подрачја што се клучни за председателската функција, како што се политичките науки, меѓународната безбедност, меѓународните односи, транзицијската правда и така натаму. Така што мислам дека иако некој ќе рече дека моето немањето практично искуство во политиката е минус, ја мислам дека е плюс, дека на граѓаните им е доволно од тие што се рециклираат и се менуваат од фотелја на фотелја, еве имаат можност да имаат некој што е автентичен, што доаѓа со чиста мисла, со академска јасна представа за нештата и еве се трудам и на овој начин да ги убедам дека сум тоа јас. Добро, од одговорот ми се наметна едно подпрашање во однос на политичкиот бекграунд. Да, до сега немавте никаква, не сте имали никаква функција, но еве овој пат имате политичка партија која застана зад вашата кандидатура. Дали тоа значи дека во иднина, доколку бидете избрана, таа политичка партија ќе има и некакво влијание врз работата на председателот? Всушност ми давате основа да ви кажам и уште една причина зашто сум ја вистинскиот избор, затоа што само со Билјана Ванковска во функцијата председател ќе има кохабитација, што значи било каква влада, коалиција да дојде на власт на 8 мај, кога ќе завршат председателските избори, партијата која мене само ме поддржува, чии член и не сум, а председателот и не смее да биде член на политичка партија, односно биде на раководна функција, дава гаранција дека јас ќе можам да се носам апсолутно независно, дури од партијата што ме предлага, затоа што таа, се разбира, ги во овој момент не располага со капацитет да заземе водечко место, таа може биде клучен фактор, меѓутоа не водечки. Јас јавно и во оваа кампања кажувам, нагласувам дека се дистанцирам и многу разликувам од моите против кандидати, што значи дека било која влада, било кој собрание во мене ќе има еден динамичен партнер за разговор, не само обраќања и не само укажување и апели или како што велат некои од кандидатите, ние заедно ќе соработуваме владата и председателот. Јас велам прво да ја видам владината програма, да видам што нудат, а потоа се разбира тогаш кога е нешто од голем национален интерес, јас сум апсолутно за тоа Македонија да се сочуваме, меѓутоа ќе бидам и остар критичар на
останатите носители на власта, така што во мене имаат независен играч и дури и во изборната трка јас немам причина никому да му се додворувам или да внимавам како комуницирам со останатите против кандидати заради нивниот партиски бекграунд и амбиции на парламентарните избори. Денеска е пети ден од изборната кампања. Најавивте скромна кампања без големи митинзи, собири. Еве една оценка како сте задоволни од досегашниот тек и одек во изборната кампања? И за вас и генерално? Генерално, еве за мене ќе почнам, јас сум навистина изненадена. Јас сум во ситуација да вршам, да сум во директен контакт со граѓаните, значи одам на терен, разговарам. Тоа не се само локалните организации или местни организации на левица, туку одиме на јавни места. Морам, еве јавно ќе признам пред камера, дека не сум некој агресивен тип кој приоѓа на граѓани, пружа рака, знаете, со она наметливост. Јас се уште тоа го правам многу дискретно, меѓутоа граѓаните се сеќаваат, особено овие повозрасните кои ме паметат како професор, дебатер, учесник во вашите студија и слично, и се сеќаваат на тоа дека Билјана Ванковска е храбра, дека нема влакна на јазик, дека секогаш го кажува тоа што го мисли и се чувствува еден позитивен така пулс во јавноста и ќе бидам отворена да кажам и дека мнозина не сакаат пред камера да бидат фатени, меѓутоа одстрана ќе ви дадат топла преградка, ќе ви кажат постои едно големо јадро на гласови кои ќе излезат, го чекаат денот на параванот, нели, да се изјаснат. Так. Тоа ми беше во тај насока и следното прашање. Освен поддржувачите, симпатизерите на левица, во кој политички кампус на гласови гледате дополнителна поддршка, што нели освен и неопределените кои таргетираат скоро сите кандидати да заземат дел од тој колач на гласови, каде ги гледате потенцијалните гласачи во другите блокови? Јас не гледам на тоа, иако нашите противници гледаат во тоа, овие одземаат од нас или нешто слично. Јас себе би сакала да се видам како народен председател, кој, кога ме прашуваат како ќе ги представуваш сите граѓани, јас ќе речам тоа е многу лесно во земја во која сиромаштијата е на многу високо, болно високо ниво, разочараност, корупција, невработеност и слично. Јас велам, јас одам по социјално-класна основа, на тој начин, без да ветувам етнички права или не знам какви. Јас ја форсирам таа идеолошка матрица, како што всушност ја прави и левица. Јас сакам да бидам председател на сите граѓани, а мнозинството е она сиромашното, она незадоволното. И тука веројатно се крие и ова што реков резервоарот на гласови. И во неопределените, и во оние кои велат сите сте вие исти. Знаете, тоа ми се случува и во директни контакти, кога ќе речат, тргнете се со тоа флаерот и кои ќе се завртат, кои ќе ме видат, ме прегрнуваат. Тоа сте вие. Вие не сте политичар. Тоа е пораката. Така што, еве, останува на умешноста моја и на сите тие околу мене да ги убедиме граѓаните дека ние сме различни, апсолутно различни од се што е на политичката сцена. Значи, не таргетирате една група на поддржувачи, туку од сите, да заклучиме ако може, да. Апсолутно, да, од сите. Јас се надевам дека ги минуваме и етничките бариери кои постојат. Ние имаме двајца кандидати, нели мои против кандидати кои буквално прават диалог меѓу себе, како да остатокот од општеството и не ги засега. Еве, јас и на овој начин порачувам дека мене ми се важни и тие гласови, се надевам дека ќе допреме до нив, колку успешно ќе покаже, нели, денот на гласањето. Го потпишавте кодексот, но рековте дека не верувате дека ќе се почитува. Дали уште стоите на таа оценка врз основа на овие неколку денови кампања? Јас реков дека, бидејќи во претходниот дел се изјаснуваа останатите кандидати кои кажуваа јас втор пат потпишувам кодекс, кој трет пат, кој памти години. Ја бев таа што прв пат потпиша политички кодекс за избори, затоа го нагласив академскиот кодекс, нели?
Мојата сугестија и таа интервенција беше заснувана на општото девастирање на правната држава. Значи, во држава во која не владее устав, не владее закон, ние одиме чекор повеќе на морални норми во изборниот процес. А при тоа веќе гледав разни медиуми, новинари кои гостуваат или се домаќини и така натаму. Значи, разни методи на кои се фаворизираат кандидати, еден или двајца, како да избориве се завршени, како да е ова чиста формалност и така натаму. Значи, не чистите, некоректните односи. Значи, ние сите имаме легитимитет по 10.000 подписи минимум, нели, од граѓаните, освен едната кандидатка, а при тоа не третираат различно. И тука го гледав тој нефер однос, затоа реков, ја не сакав да правам драма во смисла, еве, ја храбра, нема да подпишам. Им кажав во очи, ова е проформа, камо среќа да имаме ние морални норми во ова општество, ама ги нема за жал. И овие веќе индикации ги гледам се почесто на терен, каде што, например, на вчера најавен митинг во Тетово, некој поминал ги скинал сите плакати за да не се види. Вашите? Да, моите плакати, да не се види дека одржуваме митинг и каде се одржува. Потоа, покрај мојот мал штаб имаме еден огромен, не е билборд, туку практично цела зграда која има еден кандидат кој личи на Ким Ил Сунг, и тоа за иронија, токму критиката на тој кандидат, односно таа кандидатка пред 10 години беше во тој стил, дека ова ги заморува граѓаните и дека е нападно и дека е агресивно. Сега го имам до мојот штаб. На Силјановска мислите, бидејќи таа единствена против кандидатка? Да, така е. За жал. Јас тоа и лично не го пренесов. Реков, едно време како професорки зборувавме против рекламократија, односно рекламирање не на индивидуите, на личностите, туку кој колку пари има да се изрекламира, па на тој начин да ги освои граѓаните. Напротив, ја дури и сега мислам дека граѓаните се пренапрегнати и под таков притисок каде и да се свртат, гледаат билборди. Имам и јас, иако јас дури и во партијата кога зборувавме околу тактиката, замолував немојте. Јас не би сакала, дури ми е непријатно да си го гледам ликот по улиците, меѓутоа тие сметаа дека е тоа дел од политичката игра. Дозволив толку малку колку што можевме да си дозволиме. Госпоѓа Ванковска, сега одиме на реклами, па се враќаме по рекламите со прашањата поврзани со вашата програма. Продолжуваме со интервјуто со професорката Билјана Ванковска, кандидатка за претседател на државата. Како што најавивме, следуваат прашањата поврзани со вашата програма. Една од новините која ги најавувате е нов граѓански устав. Велите дека сте за модерен, напреден устав, а столбовите да бидат асном и резултатите од референдумот од 8 септември 1991 година. Може малку да објасните каков е тој устав? Каков замислувате? Дали тој ќе има преамбула, еве некои насоки во... Видите, председателот се разбира не е монарх за да го октроира и да го подари уставот, така што јас сметам на една демократска процедура. Тука ми паѓа на ум и она што се случуваше во Чиле, иако на крајот не помина, ама народен устав одоздола преку бурна дебата и дискусија. Во 5 годишен мандат имате време тоа да го направите и знаете, мојата практична идеја произлезе од фактот кога ги разгледував изборните програми од минатите избори, бидејќи сега некои кандидати уште немаат ни изборни програми, па не можам со нив да комуницирам, сватив дека сите тие велат ќе настојувам да го поправиме, да речеме оној вакуум околу доделувањето на мандатот на новиот мандатар при избор на влада, па како председателот го прави тоа. Значи има правни празнини, има и други моменти кои може да се... Сите одат на некакви козметички промени и јас во својот тој, да речам, радикален настап заклучив дека некој треба да има храброст и да каже дека овој устав што го имаме крпен, лепен, долепуван, со најголем број на уставни амандмани,
во толку кус период. Значи, ние сме шампиони во тој дел. Дури и првите амандмани дојдоа само 2 месеца откако го донесовме во 91 година Уставот. И затоа реков, зошто да не почнеме да разговараме. Особено тука, значи, го задирам делот, вие спомнавте преамбулата, меѓутоа и суштинскиот дел кој практично следува во оние амандмани кои беа резултат на 2001-та, значи на конфликти, на начин да преку уставни реформи се модифицира политичкиот систем. Јас и на моите студенти тој го предавам дека ние практично со тој упат го трансформиравме оној првично замислен либерален демократски устав, we the people, ние народот, ние нацијата всушност, подобро кажано, го трансформиравме во ние етничките заедници. И од тука натаму веќе почнува една сериозна деформација на политичкиот систем, кој мислам дека за 20 и нешто години имавме можност да процениме. Се сеќавам дека МАНУ организираше научна конференција по повод 30-та годишнина од донесување на Уставот. Јас бев еден од учесниците, ги слушав останатите колеги, професорот Шкарич, професорот Камбовски, мнозина други се сложија. Сите до еден се сложивме. Нам не треба сосема нов устав. Прашањето беше има ли политичка волја. Јас како иден председател ќе имам можноста уставна да иницирам донесување нов устав или во крајна линија со потписи на граѓани 150.000, значи можеме да тргнеме во уставна реформа која ќе донесе сосема нов устав. Така, каков е тој устав? Граѓански, велите, што би содржал сега, не буквално тоа веројатно ќе го работи, треба да го работи, да, но на што мислите конкретно, поинаку од она што сега го има, освен или етничкиот момент? Па видите, првиот устав, ако се сеќавате, беше донесен на брзина во едни полувоени, односно под сенка на војна. Југославија се распаѓаше, една уставна комисија составена од тројца професори, председателот Глигоров. Значи, дури во тој период ние имавме многу малку време за дебата и всушност семето на идниот конфликт кој ќе пукне 2001 година беше во отсуството на консензус кај албанските политички представници кои не гласаа за тој устав. И тука ни беше болната точка, која потоа прерасна во нешто друго. Сега би сакала да имаме собствен, знаете, уставот е општествен договор. Не можам да ви кажам, јас знам дека колегите кои го пишуваат тој првиот драфт гледаа 16-тина европски устави, па копи-пейст, малку напиши, препиши, и добар дел од Европската конвенција за човекови права, во делот во главата за човекови права, беше едноставно преземена и тука бевме така добро стоевме во делот на човек. Меѓутоа само како нешто што е на хартија, нели, во пракса не го остваривме. Ние сега конечно мораме да видиме научените лекции и од нашето 30 годишно државотворно искуство како независна држава. Овие ја ги сметам за може би нужно зло во 2001-та, меѓутоа сега 20 години подоцна ја не можам да најдам оправдание за етничка сегрегација, етнотрибализам, картели на елити кои одлучуваат зад затворени врати, зад нас, дури за да формираат влада, например, се договараат за амнестија за воени злосторства или за некакви отстапки. Тоа не е начин на кој една нација се гради. Затоа кога зборам достоинството на нацијата, не мислам на македонскиот народ исклучиво. Нација значи она nation state, што викаат на англиски, значи сите граѓани во државата да бидат еднакви. Ние сега не само што не сме еднакви, туку доаѓаме во ситуација да голем дел од мнозинската, да речам, несречно заедница, македонскиот народ е сведен на заедница, се чувствува како подстанар во својот дом. Имаме тиранија на малцинството, само затоа што може да влијае при формирањето на влада. Или ќе има влада, или ќе биде понаша, или нема да има влада. Тие работи се оние кои мораме, има и многу други велам фалинки во овој устав, кои времето си ги покаже.
Меѓутоа, мислам дека конечно треба ние да донесеме устав, а не странците да ни наметнуваат. Рамковниот договор беше напишан на англиски, напишан од странски експерти, не беа тоа наши експерти. Преспанскиот договор, да не подсетувам, повторно ни беше тоа сакам да намасан. прашам во продолжение од Бермудскиот триаголник никој не излегол. Како Македонија ќе излезе од незиниот, како што го нарекувате, Бермудски триаголник, мислејќи на договорите Преспански, Охридски и договорот со Бугарија? Да. Тоа се тие однадвор наметнати, значи вклучително и во она што мора да биде есенција на суверенитетот на нацијата, на народот што живее тука. Странците ни се некакви тука замешатели во сите тие работи. И сега, кога ме прашувате за Бермудскиот триаголник, ја го потребив како метафора во еден мој научен труд, потоа почнав и да го пласирам вака. Бермудскиот триаголник е урбан мит. Практично не можеме да зборуваме за некој чуден, од кој никој не се вратил. Значи, има лек. Ама ние мораме да имаме храброст да ги лоцираме проблемите таму каде што се. Сега, никој нема храброст, јас сум свесна дека, особено вака кој ќе ги наредите еден до друг, сите велат што мисли женава да прави. Женава мисли да почне од некаде и да почнеме прво детекција на проблемите, значи тоа се проблемите, тие не влечат доле, тие не сегрегираат, не разделуваат, децата не ги разделуваат или прават да си заменуваат, потоа не прават несреќни, не прават фрустрирани и недостоинствени. Затоа зборувам ја за достоинство. За да бидете горди, прво морате да достоите до некои принципи што ви се вам важни. Дури тогаш ќе бидете горди на себе или на она што сте го направиле. Ние сега немаме ни достоинство, ни гордост. Така што мислам дека први, знаете, тоа е како во медицината. Прво диагноза, прогноза, па терапија. Јас сум за тоа да почнеме веќе диагнозата да ја кажуваме дека е метастазирана. Дека оваа ситуација веќе не трпи одложување уште еден мандат, уште еден. Јас во мојот мандат ќе се обидам да направам максимум од тоа што го кажувам. Јас верувам во она што се вика и теорија на мандат, дека кога им ветувате на граѓаните нешто за време на избори, тоа ве обврзува и тоа стои, и тоа еден ден ќе го извади некој. За жал, некои колеги немаат ни изборна програма, па веројатно можат да си држат говори на бинија без тоа да ги обврзува после. Еве, јас се обврзувам јавно и со оваа програма што е. Токму во програмата говорите и за соживот. Како граѓаните од помалите етнички заедници ќе го доживеат овој, или очекувате да гласаат за вас, или како вие ќе бидете председател на сите, ако се залагате за раскинување на рамковниот договор? Како мислите дека тие гледаат во оваа ваша теза? Мислам дека од рамковниот договор е направен мит и дури еден опасен мит, една приказна дека целиот наш и соживот и мир зависат од рамковниот, дека ако го допреме ќе настане граѓанска војна. Тоа, ако е тоа така, еве, нека греши Билјана Ванковска, тогаш еве јавноста нека процени дали е ова мир. Дали ние живееме во мирно допски услови или живееме под сенката на некакви чизми од таван или некакви оружја од некаде. Ја мислам нештата се сменија. Генерации порасна и затоа велам, ако ние не ја најдеме заедничката почва, заедничка да работиме против арамиите кои ја уништија државата, таму ни е точката допирна. И албанци, и македонци, и роми, и срби, и сите, да не ги набројувам. Така што мојата поента е, велам, таа. Нам ни треба социјална држава. Знаете дека во членот 1 од Уставот ја дефинираме Македонија меѓу другото и како социјална држава, а стана олигархиска држава. Сега јас сум за тоа да го вратиме на прво место и тука ја мислам дека и голем број од албанците и повозрасни и помлади ќе ја сватат оваа порака како еден вртење на нов лист, доста веќе не замајуваат, ќе мафтаме знамиња на УЧК или ќе се фалиме со херојство, со нешто што не е за славење, затоа што ја мислам дека кога во една држава има внатрешен судир, тоа е пораз на се што сте граделе до тогаш. Како и зошто е друга приказна која треба да се отвори, меѓутоа за во иднина нам не треба еднакви граѓани кои ќе имаат достоинствен живот. Затоа го спомнувам зборот достоинство.
ако за членството во НАТО сте децидни дека треба да се раскине веднаш, за Европската Унија оставате под отворена врата, велите за преиспитување на политиката за асоциација во Европската Унија ни по секоја цена. Која е цената, која е црвената линија? Да ви кажам право... Дали се уште и давате шанса, се уште дали би дале шанса на Европската Унија, да велите ќе имаме релации со Брисел, сепак да... Јас сум за тоа да имаме релации со сите, вклучително со Брисел, затоа што таму веројатно и најмногу сме инвестирале од нашиот политички капацитет, реформи и слично. Значи не е ова реваншизам во смисла не играме со овие, ќе играме со другите. Не, напротив, мала држава мора да игра со сите, ама да гледа што е во нејзин интерес. Оно што ние од Брисел го добиваме, иако еден новинар ми рече, ама тие ни помагаат со донации за, не знам, амбулантни возила или за овде, за онде. Ако ние се сведуваме на позиција на просјак, на некој милостина што му дава, и велиме, благодариме Господару, тоа не е личи на држава. Баш као оној дел на злоупотреба на европските фондови, каде што па корумпираноста и тоа на нивните елити. Затоа што ја мислам дека Европската Унија, градејќи еден систем не само во Македонија, во целиот регион, на така наречена стабилократија, игра и на лидери кои не заслужуваат и немаат никаков демократски капацитет, ама го одржуваат мирот и геостратешката ориентација кон Запад. Тоа им е доволно. Сега, тука јас мислам дека нештата се менуваат. Европската Унија се за жал милитаризира. Еве токму пред да дојдам во студијето, малку прелистав по вестите. Најновата вест е дека и Олаф Шолц, кој се соочува во Германија со сериозна криза и со така наречен Декзит, значи Дојчланд екзит, односно излегување на, зборуваме за крајната десница, нели, која подготвува таква агенда. Во многу европски држави веќе се преиспитува. Лексит го видовме во Велика Британија и нели излегоа. Лексит беше левата аргументација на левицата зошто Британија треба да излезе, меѓутоа како Брекзит десницата практично извади Британија. Така што ние не можеме да веруваме дека оваа Европска Унија е трајно нешто, вечно нешто. Таа се менува од моментот кој се појавила до сега. Шолц веќе зборува за тоа дека еве денешната вест може и да проверат гледачите, е дека Шолц и под притисок на јавноста и на својата опозиција главна, која бара излегување од Европската Унија, зборува дека ќе приспита политиката на проширување. Сега, ако се вратиме ние на оној славен Солунски самит, Западниот Балкан, Европа нема да биде комплетна без него, видете што се случува. Која од државите направи чекор напред. Затоа јас сум за тоа гледање трезвено. Што добиваме, ама не да бакнуваме рака некому за некоја хуманитарна донација, туку да гледаме како можеме ние економски да просперираме, нивното менторство до некаде е во ред, ама не да бидат тутори и не да бидат они владетели, губернатори во оваа држава. Така што ја мислам дека оваа тема треба да се преиспита сериозно. Да, но кај нас еве се уште и за ЕУ и за НАТО има висока поддршка меѓу населението. Од друга страна, дури и да сакате да излезете од НАТО, треба да имате дветретинска поддршка во... Не е така, затоа што всушност самата власт кога не внесе во НАТО, не го употреби членот 120 од Уставот, а јас се повикувам на членот 121, значи они не одеа на тоа дека 2/3 или референдум. Се сеќавате како не турна практично еден консултативен референдум кој потоа рекоа, добре, може и балкански методи, тој беше неуспешен 2018. Значи во другиот член пишува дека председателот на републиката има право да поднесе иницијатива до собранието кој со 61 глас може да донесе одлука за излегување од НАТО. Во врска со јавното мислење, ќе ви кажам, тоа се јавно достапни податоци на сајтот на НАТО, ако одите. Поддршката во членките кои се внатре опаѓа во тенденција на надолна. Тоа е слично и во Црна Гора и во Македонија. Таа е опадната за само неколку години за 10 на 15%.
Што значи граѓанинот се отрезнува, му го ветуваа НАТО како економска бонанца, како сега ќе дојдат сите инвеститори, ние бидеме безбедна дестинација. Ние сега не сме безбедна дестинација, ние сме на линија на фронтот, а војната, татнежот од војната од Украина се слуша. Зголемувањето на издатоците е неверојатно. Само за воена опрема и оружје имаме за овие години потрошено повеќе од 34 пати во сума, во пари, значи тоа е огромни издатоци. Ние се надпреваруваме со големи сили да покажеме колку сме лојални, притоа одземајќи од социјалните потреби на граѓаните, она за што јас настапувам. Не може ние деца да лечиме, респиратори да купуваме за бебиња со донации, а државата да дава повеќе пари за оружје кој притоа оди во Украина која не е ни членка на Европската унија. На НАТО, пардон. Добро. Ова е секако широка тема, но која е алтернативата, Еве? Алтернативата е воена неутралност. Воена неутралност, да. Ние, значи, како држава, членка на Обединетите нации, имаме право, согласно членот 51, на самоодбрана, на собствен одбранбен систем, кој секако ќе биде скромен, кој секако ќе биде толку колку што ние чергичето. И тука веќе, видите, дури и членките на НАТО размислуваат за поинаков начин на регрутација, односно пополнување на вооружените сили и со опфаќање на дел од она што го викаме цивилна популација, затоа што војувањето се менува. Украина донесе нови лекции за тоа како се војува во Европа. Нешто што го мислевме за незамисливо, тенкови, ровови, деструкција од таков вид и потреба од цивилна заштита, од ангажирање на општеството во тие напори. А ние по старата генерација се сеќаваме на цивилна заштита, на разни овие свозови и слично. Ја не сум за тоа и многу би сакала оваа тема воопшто и да не ја водиме. Меѓутоа, ви кажувам само што размислуваат и членките на НАТО, а камоли други. Да, споменува во програмата ги пишувате и БРИКС и посматрачки статус во движењето за неврзаните. Од друга страна, Македонија е во обкружување кое или цели кон Европска унија и НАТО. Дали како би функционирала земјава изолирана во целосно обкружување? И самата велите, ние сме европјани и припаѓаме веројатно и во нашето обкружување. Па видете сега, ако за мене европјанка е Клер Дејли, например, која исто како мене зборува за антимилитаризам, зборува против војно-индустријски комплекс, зборуваме за дипломатија, за соработка на сите и соседи и пошироко. Значи, ние сакаме поинаква Европа. Тоа е она што го сака и нашиот комшија од Грција, Јанис Варуфакис, со кого исто така комуницирам и соработувам, Сречко Хорват од Хрватска. Значи, тоа е една поинаква Европска унија. Но тие се во Европска унија, не се во БРИКС или во... Меѓутоа, ја менуваат одвнатре, се бунтуваат. Тие не сакаат ваква корпоративна Европа. А зошто и ние да не влеземе, па да не учествуваме во тоа? Па затоа што ние цената што ја плаќаме е превисока. Разбирате, со секој наша отстапка, тие сакаат да не лишат од нас самите за да влеземе, а за да потоа се бориме. Дури има против кандидат кој се како да се кандидира за европски претседател, што ми е мене нелогично. Јас се кандидирам за македонски претседател. Во однос на тоа окружување, изолација, тоа е лажна дилема. Ако Европската унија ја има Кина за стратешки партнер и многу други делови од светот, зошто ние имаме комплекс? Зошто тој студено воен менталитет ние да се држиме ние само до овие добрите, а овие другите се лоши? Не, ја не мислам дека Кина е лош сојузник во економска смисла или во партнерска смисла на соработка, дури и културна, ако сакате, можеме многу да научиме од чистење, од чистата животна средина до прочистување на воздухот, инфраструктурата што ја прават и така натаму, за да не зборуваме за вештачка интелигенција и слично. Така што не можеме ние по паметот на Брисел или Вашингтон да одиме постојано. Велам, можеби е тоа оној отворен ум што кој јас сум го имала и во времето кога јас сум зрела и сум растела во земја која беше лидер на неврзаните, така што ја мислам дека тие сите опции не се воинствени, што е најважно. Сите се тие
или соработка, или економска соработка. Меѓутоа не се воинствени. Излигува дека Западот е воинствен, кој постојано гледа непријатели вамо и тамо. Јас сакам да учествуваме во еден диалог, значи, пак реков, без да ја отуѓуваме од себе Европската Унија. Меѓутоа, ако Брисел, земено како НАТО, или Брисел, земено како ЕУ, на тоа ни сака санкции да ни удри, тогаш ќе си го покаже вистинското лице. Тогаш покажува дека пријателството не е баш пријателство, туку ве држи во канџите на она што смета дека му припаѓа. Тоа е геополитички плен. Ја не сакам Македонија да биде плен ничи, ни на Кина, ама ни на Брисел. Така. Прашањето за изолација ми беше од аспект што дали ние сме и економски, демократски толку стабилни како Швајцарија, Норвешка, за да можеме да бидеме надвор од некоја од овие групи? Има еден израз јатрогенетски ефекти, тоа е медицински, се извинувам што го употребувам, меѓутоа ја го научив од социолог, од човек кој беше мој гуру во Шведска, мировник, кој зборуваше за контраефектите од овие ваквите реформи. Знаете, некој ве води и вие станувате инфантилни, станувате као ние ништо не можеме сами. Тие мора да не водат, тие мора да ни прават ова. Така што, правејќи добро, истовремено некој ви чини и зло, со тоа што ви го нарушува дигнитетот и само довербата дека вие нешто може за себе. Па нас не ни треба Европска Унија со ајдуци да се справиме и со корумпирани политичари. Треба само малку гнев и доверба и да им речеме одете си, доста ни од вас. Значи, тоа се елементарни работи. И мене многу ми пречи кога преку нивната мрежа на NGO-а, на разни кампањи не учат како да гласаме. Или, знаете, не знам, правото на абортус. И кој ќе ни текне нас дека правото на абортус го вовеле пред комунистите, Октомвриската револуција, Југославија и така најтаму. Ние одиме во многу нешта назад. Кога сме изфрлиле водата после социјализмот и бебето сме го изфрлили, односно и добрите работи. Така што тука некои работи, знаете, тоа ми пречи дека постојано сме во дефанзива и постојано ако ова што ни го нудат или викаат единствена алтернатива го снема и ние готово тука се предаваме или паника не фаќа, дај да се држиме какви да се, ама некако не чуваат. Ја мислам дека ниту Европската Унија, ниту НАТО немаат вистинска причина од нас да прават, не знам, да не бомбардираат, да не нападнат, да не острахираат, што ќе ни направат. Така што ние можеме низ диалог да им кажеме, извинете, ние сме постконфликтно општество, ние сме сиромашно општество, не можеме да ви купуваме ваши скапи дронови и опреми и така натаму, затоа што вие водите војна. НАТО туку што донесе одлука дека во наредните 5 години ќе собира пари за војната во Украина. Нашиот граѓанин мора да го знае тоа. Дека во наредните 5 години ќе му нудат не запирање на војната, како што сакам ја или Клердели, туку продолжување на војната до конечна победа над Русија. Тоа е влез во Трета светска војна. Толку. По програмата пишувате дека планирате првите посети на странски држави да бидат Пекинг, Њу Делхи, Бразилија, Анкара и Преторија. Што очекувате од тие пресуди? Каква порака сакате да испратите? Па сакам да видите самиот чин на некаква проактивност и мислам дека би биле дочекани со добра волја, затоа што токму тоа докажува мојата мултивекторска ориентација, како што ја нарекувам, 4 страни на светот. Кина навистина ја сметам за лидер во многу области, особено во економскиот развој и во една феноменална политика на бришење на сиромаштијата, на градење на среден слој. Токму ние не сме Кина, тука е сето тоа созема јасно. Меѓутоа некои политики, некои начини на тоа како се вложува во сопствениот народ, затоа што тој е вреден народ, тој сам за себе го прави тоа и него американците не му помагале ниту НАТО, ниту ЕУ, тие успеале сами да си го најдат патот. Јас сакам да ги отвориме тие порти, едноставно да кажеме здраво свету, ние сме тука, ние се викаме Македонија, сакаме да соработуваме толку колку што можеме. Имаме ли јаболки, имаме ли тутун, имаме што, ќе најдеме нешто да соработуваме. Вака како што сме сега ставени во ова
бафер зона на така наречен Западен Балкан, ја не гледам перспектива. Пишувате и за иницијативи за внатрешно помирување, обединување, јавни дебати за настаните од 2001, за шарената револуција и за 27 април. Што очекувате од овие? Тоа се моменти кои мене ми се чинат заслужуваат барем јавна дебата, затоа што меѓу нас постои таква поларизација. Еве спомнавме шарената револуција и спомната е шарена. Значи таа не подели кој бил на едната страна, кој бил на другата страна. Има тука многу манипулации околу тие теми. Осудените за 27 април веќе гледате дека од некои кандидати се веќе помилувани како одбина, сакам да кажам, мада тоа не е така лесно. Прво треба Министерството за правда да помине со предлог и сето тоа. Значи, јас сум за тоа, еве, во конкретниот случај, не сакам да звучи како популизам, сум ја кажувала јавно таа своја мисла дека престрого беа казнити за погрешно кривично дело, дури луѓе кои не сторија кривични дела, меѓутоа дека ние мораме да зборуваме кои беа корените, зошто дојде, зошто никој не зборува за тоа дека Талат Џафери беше избран со пратеници кои со две дигнати раце стоеа и тоа го имаме на слики, нема записник од таа седница. Значи имаме многу работи што некако навикнуваме од 2001 па наваму. Ако нешто не чини, под чергичето турни го под чергичето. Тоа создава таква рак рана во ова општество, што мислам дека ние нема да станеме нација, како што ја спомнувам во мојот слоган, ако не отвориме дебата. И тоа е дел на нешто што јас го предавам и на универзитетот и се вика транзицијска правда. Има учебник за тоа. Тука влегува илустрација и ветинг и мемориализацијата. Не може да имате мемориализација само нападнати на УЧК, а да Карпалак го одбележуваме покрај патот на Банкина и многу теми, за жал немаме време да сите тие. Секој прашање посебна тема. Веќе делумно го одговоривте. Едно од моите наредни прашања, бидејќи председателот има право да помилува секако во законска процедура преку Министерството за правда, па дали има и дали имате веќе на ум кој заслужува според вас да биде помилуван? Јас таму во сосема општа форма го спомнувам тоа бидејќи е надлежност, меѓутоа сега бев испровоцирана од тоа што од јавна бина некои конкретни луѓе се, да кажам под наводници, помилуваат пред време во политичка кампања, што мислам дека не е коректно. Да, ние како евентуални председатели ќе го имаме тоа право, меѓутоа законот не обврзува, словото на законот да почитуваме постапката. Постапката вели преку Министерството за правда. Ако дојде таков предлог до мене, јас би ги помилувала осудените за 27, затоа што прво одлежаа доволно, платија висока цена и мислам дека делото за кое се товара за терористичко загрозување на уставниот поредок беше претешко и политички, би рекла, мотивирано. Меѓутоа, велам, се чувам од тој популизам да од оваа позиција кажувам. Таму во мојата програма велам дека како председател со својот морален авторитет, не правен, бидејќи правно не можам да го започнам тој процес, доколку има хуманитарни причини за затвореник што е во тешка состојба, здравствена, старост или било кои други причини, значи би можела да направам апел, јавен апел повеќе, отколку што би можела правно да ја завршам таа работа. Така, председателот има надлежност и да подпишува укази за закони, кои закони, еве, лично вие не би ги подпишале доколку бидете избрани? Еден куп закони немаше да подпишам и од мандатот на овој се уште актуелен, нели, председател, посебно ова промената на кривичниот законик, така што многу пропуштени шанси, каде што, само знаете, проблемот нема да биде во председателот, иако нели сите ние сме сега амбициозни, велиме ќе се обраќаме често во собранието, ние ќе ставаме вето, сите ветуваме иста работа, меѓутоа доколку не се трансформира собранието
кој е сега гласачка машинерија и само дига рака, гласа, притиска копчиња без да размислува, тоа е катастрофата. Значи, такви закони не би смееле да излезат од собранието. Мене тука ми е болката. Знаете, јас би била само некој кој би алармирал и кој може би пред јавноста би кажувал дека таквите закони зборуваат за нискиот квалитет на законодавното тело, а тоа е народното тело. Тоа е она најширокото, нели, кое го конституираме на избори. Уште едно прашање кое што се отвори во предизборието е дали треба председател да се бира во собранието. Па ме интересира вашиот став. Апсолутно не, апсолутно. Значи, јас би била навистина во смешна ситуација да собирам подписи, да се борам во изборна трка, да аргументирам гласајте мене, а при тоа ќе барам промена на устав да ме нема мене. Јас барам нешто друго. Ја барам веднаш да си, односно ќе апелирам, бидејќи сама не можам да сменам закон, да се укинат привилегиите на сите бивши председатели. Точка. Му завршувам мандатот, благодарам, пријатно, ќе си имаш пензија или што имаш она што ти следува со професијата, меѓутоа некако привилегија што сега ги носат. Така што избор на председател во собрание е само јакнење на етнократијата и партократијата. Ние ги имаме нив во изобилие. Мислите на политички пазари? Политички пазарења и етнички пазарења. Така што тоа е влез во либанизација. Во Либан, нека прочитаат тие што се заинтересирани, постои сличен систем на консоциација, односно power sharing, споделување на власта, по секташка основа, поинакво е ливанското општество, меѓутоа исто по клуч. Овде ни се наметнува нешто слично. Ја тоа не можам да го разберам. Кога сме кај председателот и привилегиите, пишувате и дека би се симнале од Вила Водно, во смисла дека таму би извршувале само службени и церемонијални обврски, средби. Зошто сметате дека тоа е битно за еден председател? Па, за жал ми е, и таа теза ми ја зема, ми ја позајмио. Јас бев една, и во мојот прв промотивен спот беше кажано, тоа го симнеме председателот од Водно. Беше идејата дека тој не е на Олимп, не е некој Зевс и не знам да живее. При тоа истовремено му давате висок легитимитет, а го тргате таму некаде на некое место. Не баре е тоа толку многу прометно или што па да не смета награден. Јас би го симнала во некоја од владините згради, во центарот, значи некако што беше на времето во зградата на Собранието, нели, на почетокот. Меѓутоа ми се чини дека ова на извесен начин зборува за неговата отуѓеност од сопствениот град. Ако е тоа носител на највисок народен легитимитет, како некој избран со непосредни избори, тогаш тој или таа треба да биде во центарот, во жижата на случувањата. И да, може би тоа би било некоја убава резиденција за некакви церемонијални случувања, меѓутоа секојдневната живата активност на председателот треба да биде поблиску до другите институции. Пишувате во програмата и за поддршка за резолуцијата на Генералното собрание на Обединените нации за прекин на трговското ембарго кон Куба. Што ќе значи тоа за Македонија? Тоа е само изразување на мојата лична, меѓутоа и таа на левица, определба околу интернационализам, солидарност со другите прогресивни движења. Куба, да ве подсетам, е се уште под ембарго од САД, толку децени Генералното собрание носи таква препорака да се укинат санкциите, меѓутоа во Советот за безбедност, односно Соединетите Американски држави, тоа не го прават. Тоа би бил еден символичен чин на солидарност, меѓутоа исто така сме и сум и јас и левица за она декларација за осуда на нацизмот и неофашизмот. Имаше повеќе јас една од тие извадив само. Со оглед на тоа што председателот го има последниот збор за амбасадорите, дипломатските представници, најавувате воведување критериуми, враќање на оние амбасадори кои што нема да си ги исполнуваат обврските, но и во делот на економијата. Реално ли да се очекува дека амбасадорите можат да придонесат еве и во економскиот дел на држава? Не, тоа е посебен вид на економска, има и културна дипломатија. Сега
знаете што во овој дел и не можам да елаборирам повеќе, бидејќи знам дека сме ограничени со времето, а убедена сум дека и моите против кандидати ќе го зборуваат тоа истото, затоа што тоа е еден дел на тој рефрен, што може и треба да една држава негува. Она што мене ми се чини дека недостатъци, сите зборуваме заслуги, сето тоа ќе бидат најдобрите, она. Јас мислам дека она што председателите досега не го правиле, а не слушам дека и моите против кандидати го зборуваат, да кога, например, вие предлагате, односно давате агреман за некое лице да заме некое место, а вклучително и оние други кадровски решенија, нели, во внатрешниот систем. Председателот мора будно да следи како човекот или личноста на која и дал доверба си ја врши работата. Значи, еден вид на надзор. Така што ќе има и повлекување и ќе има апели, вклучително и на лица што се во судскиот совет, разбирате, или уставниот суд. Значи не може председателот дал подпис, предложил него, избране таму и сега председателот ги си гледа друга работа. Не, тој е одговорен и не може, како што Пендаровски во една прилика ми се чини во медиумите кажа, ама јас не можев да предложам други, затоа што знаев дека нема да поминат во собранието, па ја предложив такви што има политичка поддршка. Не, јас би одела јавноста да види дека некој со презиме, име, биографија, со кариера, собранието го одбил. Тогаш ќе се девалвира собранието, а не председателот. Председателот мора да има и морална авторитетна функција. Госпоѓа Ванковска, одиме сега на реклами, па се враќаме со завршниот дел. Во последниот дел од интервјуто со Билјана Ванковска, кандидатка за председател на државата, одиме со серија прашања за куси одговори кои отсликуваат еве ставот на кандидатите за некои општи прашања. Дали сте за гласање на диаспората за места во парламентот? Па во принцип сум за, дури имам и во мојата програма, може забележавте еден проект кој го нареков Македонија без граници, затоа што ако не само старата диаспора, се зборувам за младата, за овие што сега заменуваат или последниве години, кои се како бисери, најдоброто нешто е ни расеано по светот. Мислам дека тие може да имаат голем значаен удел во развојот на државата. Ние умот го дадовме, а останавме повозрасни и така натаму. Така што јас во тој дел сум за инволвирање на диаспората, меѓутоа според овие изборни правила кои важат сега, гледаме дека е тоа практично е на хартија ставено, дека тројца пратеници може да има во собранието, меѓутоа неприменливо. Со ваква дипломатска слаба мрежа, инфраструктура и тоа. Така што тука само се лажеме, тој дел треба да се преиспита. Укинување на патните трошоци за пратениците, да или не? Апсолутно, без да го доелаборирате прашањето. Ова беше краток одговор, да. Апсолутно, без дилема. Дали црквата и верските заедници треба да плаќаат данок? Треба, да. Тоа се без оглед на нивната специфична улога, одделено со државата, тие действуваат во јавниот простор, заработуваат или имаат своја дејност и така натаму. Значи, јас сум за апсолутен секуларизам, без сликање на јавни дешавки со поглаварот на МПЦ и слично, и да, одданочување секако. Дали сте за либерализација на користење марихуана, да или не? Па видите, јас сум како повозрасна и ќе признаам, некои ми се смеат дека дури во она хипи време кое постои, нели, кога јас сум била млада, не сум пробала и никогаш не сум била корисник. Меѓутоа ги сваќам промените во времето и во светот. Например, двете ќерки ми живеат во Канада и ми кажуваат дека во било кое она место кај што се продаваат цигари можеш да си купиш легално и дека откако е тоа легализирано, опатнал интересот и употреба, а е легализирано, внесено во оние државни рамки, нели? Така што би била, да, либерална во тој дел, може би. Иако не во онаа смисла како што, нели, своевремено имаше и шеги дека Заев имаше некои идеи, нели, па вика и коли овие од околу ќе одиме во Македонија на одбор да за медицински цели беше тоа, да. Да. Дали би учествувале на протест на ЛГБТ?
Па, видите, јас не сум учествувала, ама знаете зошто? Затоа што ја не гледам зошто е тоа протест. Значи, сега тие всушност го извинете, на парада. Дали би учествувале, да. Сега тука ми е малку дилемата. Значи едно е протест ако постои кауза за која некој е дискриминиран, е омаловажуван, е тргнат од општеството, предмет на насилство и за такви било кои ситуации јас би дала. Меѓутоа ако е нешто парада на гордост, тоа малку создава еден друга представа и особено затоа што пак видете, ако е некој горд на тоа што е и демонстрира со својот лик и појава на јавно место, тогаш би очекувала тоа да се навистина припадници на таа заедница. Меѓутоа, ние имаме НГО-а кои практично заработуваат од промоција на таа агенда, а самите не се припадници на таа заедница. Значи, кога јас сум за оние што се различни и кои чувствуваат потреба тоа да го демонстрираат, да им се обезбеди и можности и право да го прават тоа. Меѓутоа, ние од тоа правиме комерцијализација. Дури тоа го знам и од моите ќерки на Запад, кои велат, мамо, тоа е веќе комерцијализирано на големо со корпорации, со ова, со она. Така што ја губи онаа револуционерната нишка, би рекла, целиот тој проблем. Така што тука имам проблем со таквиот начин на бранење на тие права. Инаку сум за еднаквост, се разбира. Легализација на истополови заедници? Легализација на истополови заедници е чекор плюс од ова што претходно го зборувавме. Што значи дека ако обезбедиме една толерантна средина, мене ми е малку, знаете, јас сум разведена и бракот не го сметам за некој, не знам какво големо достигнување во животот на човекот. Младите сега и не исклучуваат брак, си имаат, вели, поинаков стил на живот, така што малку понекогаш ми е необично дека некој баш сака прстен да стави на рака и да легализира преку таков вид на старомодна институција. Ние левичарите сме малку полиберални во тој поглед. Трамп или Бајден? Многу тежок избор, многу дајте друго прашање. Јас сум многу среќна што не сум американски граѓанин, затоа што мислам дека имаат ужасна понуда и мислам дека ние се думни на овде какви да сме сепак некаква понуда за македонските граѓани. Добро, и во македонското општество има поделба за ова прашање, затоа и ве прашав. Кој е најдобар сосед на Македонија, а кој сметате дека може би најлош? Не знам како да ви кажам, порасната сум во духот на она дека не треба да мразиш цел народ, тоа ми останало од дете. Јас сакам Грција, значи како држава, и кога одам никогаш не сум имала никаков проблем со луѓе. Имам пријатели секаде всушност во целиот. Јас си го сакам Балканот, многу го сакам. Многу ми е тешко да го делам на наши и ваши и всушност дел од мојата таа регионална политика всушност би била политика на регионално приближување, во кој Македонија може да биде онаа точка на спојување, на поврзување, на толеранција, на прифаќање. Македонците се луѓе кои прифаќаат и самите сме мултиетничко општество и така. Така што не би сакала да ги ставам или да фаќаме страна, особено па не во туѓи конфликти и слично. Ние можеме само да помагаме евентуално, така што тоа ми е туѓо, добри и лоши, да ги рангирам. Дали Израел треба да одговара пред Меѓународниот суд за човекови права во Хага и по таа логика и дали Путин би требало да одговара пред... Во случајов ме прашувате прво за Израел, каде што веќе имаме судски случај, имаме геноцид, значи пред очите на јавност имаме пропаст на цивилизацијата. Путиновата војна во Украина сум кажала дека е спротивна на меѓународното право, сакам примирие подитно, би барала начин тоа да запре, затоа што ова е истоштување не на Русија, како што Западот мисли, бидејќи ова е прокси војна, веќе се разбира, туку украинците, Западот се бори до последен украинец. За секој сторено злосторство, секој што го сторил треба да одговара и од украинска, и од руска страна, и од палестинска или израелска, секој што сторил злосторство над човечноста. Меѓутоа Газа е неспоредлива со било што друго. Така, имаме уште само една минута, токму толку време ни треба за ваше последно обраќање и порака до гледачите.
До гласачите. До гласачите, така е. Па, почитувани, слушнавте, благодарам за убавото интервју, го поминавме сето она што го има во програмата, знам дека граѓаните се толку заморени од политика, од нашите кампањи, од сето тоа и немаат време да ги прочитаат програмите. Јас се извинувам, мојата е долга, 20 на страници, професорска. Меѓутоа, денес во интервјуто ги имаше јавноста можност граѓаните да чујат што мислам, кои се моите морални и политички принципи и мислам дека најмалку што можат да сторат е да излезат до гласачкото место. Мене многу ќе ми значи токму тоа да докажеме дека не сме предигра за парламентарните, затоа што сега се чувствуваме, ја верувам повеќето од нас, тргнати, маргинализирани, како да сме неважни во однос на она што следува. Ви благодарам многу што бевте вечерва гостинка моја и во топ тема со интервјуто. А вам, почитувани, ви благодарам на вниманието. Останете со програмата на Телма.